Итна и воренна инспекцијска контрола бара Советот на општина Кочани, отколку на Виделина излегоа алармантни податоци за неконтролирано трошење на геотермалната вода од страна на концесионерот. Според податоците со кои располага Кочанското јавно предпријатие, нивото на базените за топла вода е паднато на 60 метри. Алармантна е ситуацијата. Ние оваа година во геотерма стартувавме сезоната со минус 55 метри длабочина во базенот. КЕП вода од Кочани уште нема пуштено топла вода, нема побарано самите корисници кои има склучени договори, а тој концесионер веќе користи за негови потреби 4 месеца вода. 4 недели. За 4 недели вода нивото на подземниот базен падна 5 метри. Значи моментално сме на минус 60. Добар дел од топлата вода во Кочанско буквално се растура без никаква употреба, алармираат од водовод. Истата не се реинектира, се пушта во реката. Имаме снимки, докази како цела река таму чури од топлината наутро од водата. Покрај што имаме приватни фирми каде што ги затоплуваме, најголем проблем ќе настане каде што нудиме услуга на институции како што се школи, каде што учат деца, да не се доведеме во сред сезона да ги оставиме без грејење. Поради ова, Кочанскиот совет бара итна реакција и крај на неконтролираното трошење на едно од природните богатства на Кочани. Да се изврши вонредна инспекцијска контрола на правното лице кој што има концесија, а после, за да знаеме каква е состојбата, да преземеме соодветни мерки и активности. Мислам дека ова е едно од најсериозните прашања кои што тангираат општината и мора да се преземат сите потребни мерки за да го разрешиме ова прашање. Геотермалната вода во Кочани е исклучително важен енергенс, чија контролирана искористеност директно влијае врз заштеда на пари и зачувување на животната средина. На годишно ниво, во Кочани, употребата на геотермалната вода е еквивалент на потрошувачката на дури 16.000 тони мазут.